Најпрво по однос на изборниот законник би сакал да ви информирам дека преговорите за изборниот законник практично влегува во ќорсокак. Но по вина на власта која што на подмолен и недемократски начин сака да протурка решенија во парламентот без претходна дебата и без протиставување на аргументите. ЗАЕФ и СДСМ не се искрени кога вината ја насочуваат кон опозицијата, затоа што нивното коцкање со државата ја носи државата во слепа улица. Ваквото брзање само го зголемува сомнежот дека за таквите измени стои стравот од пораз на изборите што доаѓаат и мотивите да се злоупотреби изборниот процес, со цел да се фалсификува волјата на граѓаните. Не се случило досега да се менува изборен модел без консензус. Не се случило досега да се менува изборен модел без да учествуваат сите политички партии во дискусијата за истиот или барем најголемите. Ако целта на ЗАЕФ е да избега од избори и ова да го користи како изговор, треба да знае дека бегање од волјата на граѓаните нема и ќе биде поразен на следните избори, кои што ќе се случат на 12 април. Бегање од избори нема и бегање од волјата на граѓаните нема. Но да почнеме со ред. Вистината е следна и би сакал да ја споделам со вас. Во изминатите неколку месеци постоеше интензивна комуникација на неформално ниво помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, во која што беше договорено и имаше за цел изнаоѓање консензус по однос на изборниот модел, како имплементација на препораките на ОПСЕ и ОДИХР, кои што се суштински за фер и демократски избори. Беше постигнат напредок на почетокот на оваа недела и напредокот се однесуваше во насока на тоа дека и покрај тоа што СДСМ поднесе законски решенија во собранието, истите да бидат преформулирани во моментот кога ќе се постигне финално решение. Решението требаше да се однесува, како што кажав, на двете работи: изборен модел и препораките, односно имплементација на препораките на ОПСЕ и на ОДИХР за слободни, фер и демократски избори, кои што се однесуваат на изборите 2016, 2017 и 2019 година. Нашиот став и тогаш и сега беше дека не треба да се брза и дека треба да се вклучи целокупната експертска јавност и да се има јавна дебата низ која ќе се искристализираат најдобрите решенија. За нас најдобро решение, кое што дава најголем индивидуалитет на пратениците и поврзаност со гласачите од средините во кои што доаѓаат, е чистиот мнозински модел по пример на Велика Британија, Канада и Соединетите Американски држави. Разговорите беа успешни до пред неколку дена и беше постигнат усмен договор помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Практично, заедничкиот став требаше да даде позитивен импулс и ги содржеше следните поенти кои што би сакал да ги прочитам. Со оглед дека за овие избори, согласно препораките на ОПСЕ и ОДИХР, објективно нема доволно време за имплементација на нов изборен модел, како и дека за промена на изборен модел потребни се широки политички и општествени дебати и консензус, двете партии се согласија дека веднаш по завршувањето на парламентарните избори во 2020 година ќе пристапат кон интензивни преговори во насока на постигнување на таков консензус. И втора поента, сите прашања во врска со модалитетите и имплементацијата ќе бидат дефинирани на експертско ниво. Сето ова падна во вода кога СДСМ реши на сила, шверцерски еднострано, да ги турка нивните решенија низ собраниската процедура, без консензус, без широка подршка и без експертска анализа, спротивно на заложбите во неформалните контакти кои што ги имавме изминатите месеци. Практично уште еднаш на дело имаме тиранија на партијата над власт, над останатите политички групи во собранието. Навистина е нејасно како за СДСМ и ЗАЕФ беше прифатливо до пред некој ден да не се брза со носење на решенија за изборниот законник и за истото решение по изборите да се бара широк политички и општествен консензус, како што е редот, а сега истото се поништува и на сила туркаат измени на изборниот законник. Нема ниту еднаш ваков случај во нашата парламентарна историја насила да се носат измени на изборниот законник. И исто како во законот за јазици, поради ова лицемерие на ЗАЕФ и СДСМ,
И овој проект им се удри од зид. На сила и со едноумие не се владее. СДСМ не може да ја множи со нула волјата на граѓаните, не може да ја множи со нула волјата на опозицијата и останатите политички партии во собранието. Овие измени се предлагаат не за да ја донесат добро на Македонија, туку за да внесат дополнителен хаос и спомнав, ако целта на Заев е да избега од избори, тоа нема да му успее, а ако целта е да се заборави на аферите кои што секојдневно еруптираат, исто така тоа нема да му успее, затоа што примарен интерес на граѓаните е да дознаат како владее ова власт, а не кој изборен модел ќе го има. Тоа е во однос на првиот дел, би одел и во делот на амбасадорите, па после појдете со прашање. Во однос на номинацијата на кандидати за амбасадори на Република Македонија во различни дипломатско-конзуларни представништва, би сакал да укажам на неколку работи. Првиот и најзагрижувачки момент е што овие номинации доаѓаат практично на 2 недели пред оставката на председателот на владата и воведување на техничка влада. Значи во класичен предизборен период. Па се поставува логичното прашање: како после промената на власта би таа власт соработувала со решенија кои што се избрзани, партиски именувани и далеку од стручни. Второ, големиот број на предлози покажува желба во последен момент да се наполнат амбасадите не со стручни кадри, не со посветени кадри, ако сакате не и со кадри кои што имаат политичко знаење и ќе можат да одговорат политички на предизвиците кои што иследуваат на Македонија, затоа што ни се потребни и такви кадри, туку исклучиво со кадри кои што се блиски на актуелната власт. Трето, лицемерието да брзаат и да ги пратат кандидатите по стариот закон, односно по постојниот закон за надворешни работи, а во исто време форсира нов закон, по кој што закон никој од овие кандидати не ги исполнува условите, само покажува со какви луѓе имаме работа. Значи, од една страна Никола Димитров предлага измени на законот за надворешни работи, од друга страна предлага амбасадори по стариот закон за надворешни работи, а по новиот закон истите овие луѓе не ги исполнуваат условите. Да е парадоксот најголем, дури и Никола Димитров не ги исполнува условите за амбасадор по новиот закон кој што го предлага, што е штета, затоа што секогаш во минатото очекувал ВМРО да помоне да го праќа за амбасадор, па еве ќе му се ускрати една можност за воиднина. Четврто, се проблематизира целиот процес затоа што имаме крајно некредибилни луѓе кои што се испраќаат. Јас, за разлика од Бујар Османи, нема да ја коментирам имињата, затоа што без разлика на сеја почитувам дипломатската пракса и нема да го уништувам дипломатскиот углед на Македонија, затоа што правилата се јасни. Не се излегува со име за кандидат за амбасадор, но дека истиот не добие агриман, односно не биде прифатен од државата, односно организацијата во која што се испраќа. Најголема навреда за државата, односно организацијата во која што се испраќа ополномоштен амбасадор е вие да го соопштите името пред истата држава да се согласи, односно да даде агреман дека истиот може да е представник на Македонија во таа држава. И во таа насока очигледно некои функционери во владата, без разлика што долги години седат таму, не ги прочитале основните кодекси и не ги прочитале основните правила на однесување. Понатака, не се само амбасадорите. Сакаат во време на практично 2 недели до техничка влада да испратат и 25 до 26 дипломати од Министерството за надворешни работи на втори и трети позиции. На позиции на практично прв секретар, втор секретар и трет секретар. Овој процес исто така отиде далеку од јавноста, нетранспарентен и, колку што сме информирани, без вклучување на соодветниот дипломатски синдикат. Со тоа целиот овој процес е проблематизиран. Индикативно е што владата 3 години не може да смисли основен концепт за дипломатската мрежа, како и за персонални решенија. Индикативно е што им требаат 2 години да назначат конзули во Истанбул, Солун, Мелбурн и Торонто и останатите конзулати, иако за тоа не е потребна согласност со председателот на државата, односно владата самостојно именува конзули, како што е индикативно дека им требаја повеќе од 8 месеци да се усогласат со председателот на државата, кој што гледаме и самиот не е среќен со ваквото испраќање на амбасадори пред избори. И она што е клучно
е што практично имаме 2-годишно доснење во целосното покривање на дипломатската мрежа и имаме никаква реализација на економската дипломатија која што на голема врата беше најавувана од потпредседателот на владата Кочо Андјушев, која што според нас е потребна и која што треба да е основа на дипломатската активност на Македонија, затоа што како мала држава Македонија треба да се насочи кон штитење на своите интереси, но исто така и кон силна економска активност. Практично инвестирање во Македонија не постои, а во македонските амбасади не постојат луѓе кои што ќе се занимаваат со привлекување на инвеститори и промовирање на македонскиот извоз. И на крај сакам да потсетам дека истиот овој едностран однос, истиот овој однос на неконсултирање на опозицијата во услови кога известно дека опозицијата ќе победи и ќе ја формира следната влада, се гледа и во изборниот законник и во именувањето на дипломатско-консуларни представници, а истиот можевме да го видиме од страна на Димитров и Заев и во процесот на преговори за името, кога ја исклучија целокупната експертска јавност, за разлика од грците кои што вклучија над 60 експерти и видовме резултатот заврши како што заврши, полош не можеше да биде. Благодарам, поверете дали има прашање. Да. Господине Николовски, минатата недела излезе скандалот за централата Тето, во кој постојат сериозни индиции за перење на пари кои ги извлекол од Македонија рускиот олигарх Леонид Лебедев и со тоа им наштетил на акционерите во оваа компанија. Но постои очигледна вмешаност на луѓе од владата, како премиерот Зоран Заев и вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев. Ја следите ли оваа работа? Кој е вашиот коментар како партија и вашиот став? Благодарам. Апсолутно дека ја следиме. Го прочитавме тоа во медиумите, беше во вашиот медиум, беше во други медиуми, исто така видовме доста реакции на луѓе кои што биле или се акционери во Топлификација и кои што се чувствуваат загрозени, односно практично акциите им се обезвреднати. Она што не загрижува е што директно има инволвираност на највисоките луѓе од власта, индикативен е судирот на интереси со потпредседателот на владата, кој што тргувал со електрична енергија заедно со оваа компанија, а најиндикативно е што на вака изнесени факти и аргументи во јавноста се уште нема никаква реакција нити од Министерството за внатрешни работи, нити од јавното обвинителство. Ги повикуваме да постапат соодветно на законските надлежности кои што ги имаат, затоа што за 2 до 3 недели ќе има промени во Министерството за внатрешни работи и ќе се може да се види што се прикривало, а што се работело како што треба да се работи. Ниеден криминал не останал скриен, нема да остане и овој криминал скриен и треба во корист на граѓаните да постапат институциите со цел да се разреши. Имаме даночна евазија и исто така имаме загрозување практично на поголем дел од Скопје кои што добиваат топлинска енергија од компаниите поврзани со оваа компанија која што ја спомнавте. Добро. Поднесените околу 9000 амандмани за законите за јавна обвинителска служба, за Академија за јавни за суди и обвинители и за изборниот законник, фактички ги блокира процесите на реформите и се однесува недржавнички и неевропски. А покрај тоа се најавува дека можно е СДСМ да ја преиспита коалицијата со ДУИ. Какви се вашите мислења за овие процеси? Во однос на изборниот законник, мислам дека доволно кажав во ведниот дел, јасно е какви се работите таму. Слично е и по однос на законите поврзани со правосудството. Најголем проблем на Република Македонија во овој момент е нефункционалното судство и обвинителство. И за тоа зборуваме скоро секој ден. И вие на сила да туркате решенија без основен разговор, еве не мора ни до консензус да стигнеме со опозицијата, повторувам, во услови на 2 недели пред формирање на техничка влада, е ништо друго освен едностранност. И уште една работа тука би сакал да нагласам. Во последните неколку дена во собранието вкупно се стигнати преку 180 закони по скратена постапка. 180 закони се стигнати во собранието. Кој има време да ги прочита, кој има време да ги издебатира. Ако во минатото СДСМ беше критичар на одредени лоши практики на брзо носење на закони, со кој што јас тогаш се согласував и учествував во измените на деловникот со цел тоа да се спречи, сега гледаме дека
наоѓаат начин да го изиграат деловникот и да практично во новогодишни и божикни празници се обидат да истуркаат 180 закони кои што се во корист на СДСМ, на не во корист на граѓаните и кои што никој не може соодветно да ги прочита, камоли експертски да ги издебатира, а има многу сериозни законски решенија таму. Наша можност и единствено што можеме да направиме како опозиција е да се обидеме да тој процес го блокираме, за да ни се остави доволно временски период да можеме да ги проучиме законските решенија. Тоа може да се направи низ човечки разговори, да се истите повлечат и да се издебатира за истите, за тоа што има консензус, може да оди пред избори, не е проблем, за сето останато да се дискутира откако да се види волјата на граѓаните, но затоа што СДСМ нема таква волја, нас ни останува овој демократски механизам кој што го дава секоја демократија, а тоа е филибастеринг, односно блокирање на работата на собранието. Тоа е работа на СДСМ и на ДУИ. Јас не би имал што тука да се мешам, тие треба да се ги видат односите меѓу себе. Таа е владеачка коалиција, ние планираме да победиме на следните избори и да формираме влада. Сега нека се ги решаваат работите меѓу себе, како што почнале, очигледно така ќе терат. Прашањето на доверба е основно кога градите било каква соработка. Гледаме дека овдека очигледно го нема. Дали имаме нешто друго? Добро. Фала ви на сите.